усвојување на записникот од 48-та седмица на Советот, статут за изменување на статутот на општина Делчево, извештај за реализирање активности на јавната локална библиотека Илинден Делчево за 2020 година, програма за работа на јавната локална библиотека Илинден Делчево за 2021 година, извештај за реализација на програмата за социјална заштита на општина Делчево, предлог програма за еднакви можности на жените и мажите на општина Делчево и работа на комисија за еднакви можности за 2021 година, предлог одлука за донесување на предлог детален урбанистички план за будување на единица 2 дел од блок 2 Кожана, град Делчево, општина Делчево, плански период 2019-2020 со површина 4,03 хектари. Извештај за реализација на годишната програма за обезбедување на наставни културни манифестации за 2020 година, предлог програма за обезбедување на наставни културни манифестации за 2021 година, извештај за реализација на програма за промоција и комуникација со јавноста за 2020 година, предлог програма за промоција и комуникација со јавноста за 2021 година, општина Делчево, предлог одлука за утврдување на зони за процена на пазарна вредност на едноимените и утврдување на пазарна вредност на градежно и земјоделско земјиште според просечни цени на извршени купопродажби во претходната година на подрачјето на општина Делчево, предлог програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Делчево за 2021 година, предлог програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општински патишта и улици во општина Делчево за 2021 година, предлог одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за беспроизграден објект, надвор од плански опфат објект, стамена куќа за град број 1 по баре на Сашко Диковски, предлог одлука за дадување на парична помош на Здружение на граѓани обнова Глобал Струмица и како последна 16-та поред одлука за парична помош по баре на Емина Ибраимова од Делчево. Отварам расправа во врска со предложениот дневен ред на 49-та редовна седница на Советот на општина Делчево. Дали некој бара збор има дополнување или предлог за точка на дневен ред? Бидејќи никој нема разбора, заклучена расправата и дневниот ред на 49-та редовна седница на Советот на општина Делчево, ставам на гласање кој е за дневниот ред. Констатирам дека дневниот ред е усвоен со 14 гласа за. Отварам расправа во врска со записникот од 48-та седница на Советот на општина Делчево. Дали некој бара збор има заметки на записникот? Бидејќи никој нема разбор, заклучена расправата и записникот од 48-та седница на Советот на општина Делчево, ставам на гласање кој е за записникот. Констатирам дека истиот усвоен со 14 гласа за. Како прва точка од денешниот дневен ред ќе расправаме под точка до подреден број 15, бидејќи образлагачот Шабан Багашов има обврски и како прво ќе ја ставиме точката да образложи и понатаму ќе работиме по утврдениот дневен ред. Точка на дневниот ред е предлог одлука за дадување на парична помош на Здружение на граѓани обнова Глобал Струмица. Давам збор на господинот образлагач Шабан да ни образложи одлуката. Почитувани советници, почитувани председатели, сите се запознаени со пожарот што го зафати трговскиот центар Глобал во Струмица. Од таа причина формирано е Здружение ГТЦ Глобал Струмица, Здружение на граѓани, како само се пише, обнова, да, кои имаат доставено повик до сите институции за помош за реконструкција и обнова на опожарениот објект. Од таа причина општина Делчево, односно градоначалникот, предлага Советот на општината да донесе одлука за наш удел во обнова со износ од 60.000 денари, кои ќе бидат уплатени на Здруженијето на граѓани обнова Глобал Струмица. Средствата што ќе бидат исплатени 50.000 денари од ставката 413 програма ДНЛ, тоа се резервите, и 10.000 денари од програма Е0 ставка 464 трансфери, односно поставка 464.990 други трансфери. Тоа е само. Благодарам на образложението. Отварам расправа по точката во врска со предлог одлука за дадување на парична помош на Здружение на граѓани обнова Глобал Струмица. Дали некој бара збор? Има прашање. Бидејќи никој нема разборе, заклучувам расправата и предлог одлука за дадување на парична помош на Здружение на граѓани обнова Глобал Струмица, ставам на гласање кој е за предлог одлука. Кој е против? Кој е воздржан? Констатирам дека истата е донесена со 10 гласа за и 4 воздржани. Благодарам на образложението. Преминуваме на утврдениот дневен ред под точка број 1, а
Тоа е врска со статут за изменување на статутот на општина Делчево. Образложение на точка да ги даде господја Ивана Ивановска Поведка. Почитуван председател на Совет, почитувани советници. По статутот на општина Делчево во глава 4 посебни дела на општината, точка 4 предвидено е формирање на партиципативно тело во областта на урбанизмот, каде што неговото формирање и начинот на функционирање определено од член 59 до член 61 од истиот статут, и тоа согласно член 17 од Законот за урбанистичко и просторно планирање донесен во 2005. Со оглед на фактот дека Законот за урбанистичко планирање беше променет во 2020 година, односно е донесен нов закон, и со него предвидено е формирање на партиципативно тело, но со различни права, различна улога и различен состав од претходно пропишаниот закон од 2005 се јави потребата од измена на сегашниот статут на општината. Новиот закон за урбанистичко планирање пропишува дека партиципативното тело се состои од членови на Комисијата за урбанизам на општината, што ги одредува градоначалникот, стручни лица вработени во правното лице што го изработува урбанистичкиот план, кој е предмет на расправа, лица кои се представници од урбаните и местните заедници, представници на невладините организации од различни сегменти на урбаниот живот, здруженија на граѓани и граѓански активисти, како и граѓани што се стручни од областта на урбанистичкото планирање. Законот за урбанистичко планирање утврдува дека партиципативното тело има консултативна улога во постапката за изработка и донесување на урбанистичките планови, особено ја разгледува планската програма во фаза пред таа да биде предложена од градоначалникот за одобрување, како и урбанистичкиот план во фаза на урбанистичко планско решение пред да биде дадена стручна ревизија. Со Законот за урбанистичко планирање е уредено дека учеството на лицата вработени во локалната самоуправа во ова тело е по службена должност, додека лицата кои не се вработени во локалната самоуправа учеството е доброволно. Поради тоа се предлага оваа измена на статуто заради усогласување на истото со одредбите од член 46 од Законот за урбанистичко планирање донесен во 2020 година. Втора точка во статутот на општина Делчево, глава 4, точка 5, пропишано е формирање на совет на млади, од член 62 до член 72 се одредбите за формирање на тој совет за млади. Во 2020 година донесен е нов закон за младинско учество и младинска политика. Со него утврдено е во статутите на општините да биде формирано локален младински совет, што значи самиот назив се менува од совет на млади во локален младински совет. Меѓутоа и самиот начин на функционирање, избор на членови е поразличен од оно што го имаме ние во статутот. Значи, согласно член 16 од Закона за младинско учество и младинска политика, локалниот младински совет има советодавна и застапувачка улога во општината од делокругот на младинските прашања и младинската политика. Представниците на локалниот младински совет имаат право да предлагаат точки на дневен ред на советот на општината, кои ги застика владите, да инициираат прашања за млади, да инициираат и да учествуваат и да даваат повратни информации за процесот на локалната младинска стратегија и други политики. Бројот на членови на локалниот младински совет е непарен и не може да надминува повеќе од 1/3, што значи ќе биде моментално според новите измени 5, а досега во стариот статут беше 7. Исто така има измени во начинот на кој на мандатот. Претходно беше 2 години со право без можност за реизбор, сега ќе имаат право за реизбор. Исто така во член 17 од Законот за младинско учество и младинска политика пропишано е формирање на локално собрание на млади. Тоа собрание се формира со иницијативен одбор. Иницијативниот одбор го распишува повикот за формирање на локално собрание за млади во согласно со статутот на општината по принципот на транспарентност и јавност. Во собранието на млади може да членуваат младински организации, организации за млади, политички подмладоци, ученички и студентски организации и други облици на младинско здружување. Овие форми на организирање и здружување не мора да бидат регистрирани на општината, меѓутоа треба да делуваат овде. Формата на организирање на членовите во годишното собрание за млади
номинираат делегат и заменик делегат кој треба да биде на возраст од 15 до 29 години. Согласно член 18 од истиот закон, Собранието на млади објавува јавен повик за членови на локален младински совет, кој се објавува на веб страната на општината. Собранието на млади избира членови на локалниот младински совет по пат на непосредни избори со тајно гласање со право во кој право на глас имаат делегатите. За избор на членови на локалниот младински совет се сметаат оние кандидати кои освоиле најмногу гласови. Потоа членовите на локалниот младински совет нивните мандати ги верификува советот на општината. Значи тоа се измени. Отварам расправа по точката во време број 1 во врска со статутот за изменување на статутот на општина Делчев. Дали некој бара разбори да има прашање до Војович на предлог измени? Бидејќи никој нема разбори, заклучна расправата и статутот за изменување на статутот на општина Делчев, оставам на гласен кој е за, кој е против, воздржани нема, констатирам дека е усвоен со 14 гласа за. Благодарам. Втора точка од денешниот дневен ред е извештајот за реализирање активности на јавната локална библиотека Илинден на Делчев за 2020 година. Образложение на точката ќе на директорот Петровска. Почитуван председателе, почитувани советници, пред да почнам да спомнам дека во програмата има неколку ситни грешки, спуштени букви, кога ја куцав не ги забележив, после ги видов, ама веќе беше доставено до вас, се надевам дека не би било проблем да разберете. Кога станува збор за реализираните активности за 2020 година, јавната локална библиотека Илинден реализираше 16 активности, помалку за разлика од претходните години, причината е пандемијата со COVID. Ако го земеме во предвид тоа што се случуваше минатава година со COVID-от и тоа што библиотеката скоро 3 месеци беше затворена, потоа работевме со скратено работно време, бројот на реализирани активности според нас и не е мал. Првата реализирана активност не беше на 15 јануари, последната на 24 декември. Овде нема да го споменам сајмот за книги, затоа што го сметам повеќе како вршење услуга на читателите и на издавачките куќи со кои библиотеката соработува. Нема да ви ги читам посебности, сте ги прочитали, доколку имате прашање, поведете. Отварам расправа по точка подреден број 2, а тоа е во врска со извештајот за реализираните активности на јавната локална библиотека Илинден на Делчев за 2020 година. Дали некој бара збори да има прашање до директор и образование? Бидејќи никој нема разговори, заклучувам расправата и извештајот за реализирање активности на јавната локална библиотека Илинден Делчев за 2020 година ставам на гласање кој е за заклучното за усвојување. Кој е против? Воздржани нема, констатирам дека истиот е усвоен со 14 гласа за. Следна точка од денешниот дневен ред, трета по ред е програмата за работа на јавната локална библиотека Илинден Делчев за 2021 година. Разложение ќе даде директорот Билјана Петровска. Нема да ја читам целата програма, ќе кажам дека и во 2021 година визијата на библиотеката и понатаму ќе биде да е регионален сервис, каде секој граѓанин ќе има можност за простор до културна или научна содржина и информација на најбрз и најактивен начин. Нашата мисија и во 2021 година ќе биде јакање на човечките и техничките ресурси и дигитализација на библиотечниот фонд заради поефикасна трансформација на библиотеката од тврдина на знаење во океан на информации, согласно приоритетите и библиотеката и европските стандарди. Во 2021 година ќе работиме на 6 области, односно 6 области на делување. Првата е континуирано усовршување и изновлување механизми за привлекување на читателите преку подигање на нивото на услуги и техничките можности на библиотеката. Втората област е дигитализација на содржините, поврзување на библиотечниот информативен систем во државата и пошироко и вршење на каталогизација на новите изданија. Пред се соработка со библиотеките во кооперативна изградба на база на податоци и портал согласно платформата Побис. Третата област на која ќе работиме во 2021 е организирање на промоции, превземање активности за информирање на стручната и пошироката јавност за работењето на заедницата. Пред се промоција на целокупната дејност и услуга на библиотеката и евалуација преку прашалник на посетителите на страницата, корисници на услугите на истата. Четвртата област е негување и чување на културната разноликост и адекватен пристап до библиотечниот материјал од страна на лица со посебни потреби. Развој на демократското општество преку соработка со невладините организации, локалната заедница и пошироко во склад на заедничките проекти. Петата област заштита на книжевните фондови, ракописи и електронскиот материјал што се културно наследство, посебно роднокрајниот оддел при библиотеката.
пред се заштита на културното богатство во облик на книга, ракописи и електронски материјал, согласно приоритетите на Националната програма за култура. Шестата област е поголем простор за детско кратче за најмалите, каде децата ќе можат да ги развиваат своите способности за читање и љубов спрема книгата и убавиот пишан збор, набавка на детска литература, пред се сликовници, која ќе допринесе за поголема едукација на децата, а воедно и поголема љубов кон самата книга. И на крај финансирањето. Во 2021 година на библиотеката и се одобрени 4.797.801 денар, утврдени според методологијата на Министерството за култура, од кои на бруто плати опфаќаат 4.379.801 денар, а останати трошоци 418.000 денари. Како и пренесен вишок на приходи од претходната година 714.455 денари. Библиотеката и во 2021 година во рамки на своите кадровски и финансиски можности ќе реализира и други активности, а во реализација ќе бидат вклучени сите вработени, како и соработници од други институции, а сето тоа во соработка со училиштата и сродните институции во градот, но и пошироко. Благодарам, директорите на образованието. Отвараме расправа по точка до подреден број 3, а тоа е във врска со програмата за работа на јавната локална библиотека еден ден од Делчево за 2021 година. Дали некој да разбор по точка до подреден број 3? Не има праша. Бидејќи никој нема разборија, заклучено расправата и програмата за работа на јавната локална библиотека еден ден од Делчево за 2021 година стана нагласен. Кој е за заклучното за усвојување на програмата за работа? Кој е против? Кој е воздржан? Констатирам дека програмата е усвоена со 14 гласа за. Благодарам на директорката. Следна точка, четврта поред од денешниот дневен ред е извештај за реализација на програмата за социјална заштита на општина Делчево. Образложение на точката ја даде господја Сузана Петровска, советник за работување информационен систем за човечки ресурси. Почитувани председатели, почитувани советници, извештајот кој што ви е доставен за усвојување се однесува на реализација на активностите предвидени во програмата за социјална заштита за 2020 година, која беше донесена минатата година и по која од областа на социјалната заштита работеше општина Делчево. Значи, извештајот исто и како програмата се темели на Законот за социјална заштита, Законот за семејство, програма за развој на заштита на децата во Република Македонија, други закони и секако врз основа на акциониот план за социјална заштита кој е изработен во 2018 година. Значи, предвидени области на делување во програмата за социјална заштита и активности кои што се предвидени за реализација за 2020 беа социјална заштита на стари лица, деца и младенци во социјален ризик и ризик од зависности, социјална заштита на лица со посебни потреби, социјална заштита на социјално загрозени семејства, парична помош и стимулативни мерки за деца, ученици и студенти, воведување на социјална услуга лични, односно образовни асистенти и општинско корисна работа и јавни работи. Во областа на социјална заштита на стари лица, значи се спроведоа активности преку општинско корисна работа, преку програмата на UNDP и преку мобилни тимови кои што беа формирани од страна на општината. Значи, исто така ние аплициравме и до Министерството за труд и социјална политика за воведување на социјална услуга преку овластени даватели на услуги за таа област, но тој проект не ни беше одобрен од Министерството за труд и социјална политика, така да оваа активност беше реализирана само преку функционирање на мобилни тимови. За таа намена беа потрошени 486.000 денари. За областа деца и младенци во социјален ризик и ризик од зависности. Значи, тука имавме предвидено многу активности, но за жал и овој проект не ни беше финансиски одобрен од Министерството за труд и социјална политика,
и дел од активностите се спроведени со помош на стручните соработници во училиштата, здравствените установи и невладиниот сектор. Социјална заштита на лица со посебни потреби. Значи, овде имавме предвидено активности преку проект за клуб за социјална инклузија и интегра, за кој што добивме известување од Министерството за труд и социјална политика дека проектот ни е одобрен, значи уште минатата година и требаше да подпишеме договор за спроведување, но тој договор ние се уште не сме го спровеле, така да овие активности сме ги предвидели веќе во 21 година, бидејќи во 20-та не го подпишавме договорот. Купната вредност на овој проект е 2.897.484 денари и ќе го спроведуваме заедно со невладината организација Бравура Кооператива. Социјална заштита на социјално загрозени семејства и поддршка на невладини организации. Овде имавме предвидено и реализиравме неколку активности и тоа еднократна парична помош за физички лица по основ на материјална загрозеност, болничко лекување, елементарни непогоди и смртен случај. Значи, тука имаме потрошено 523.045 денари. Значи, оваа сума е многу поголема од сумата која што предвидовме тие 400.000 во програмата, значи имаме плюс обезбедено средства со ребалансот на буџетот за 2020 година. Втора активност е трансфери за спортски клубови и невладини организации. Овде делумно е спроведена оваа активност, бидејќи поради пандемијата не се реализирани сите предвидени активности на спортските клубови и невладините организации, поотпака и средствата се намалени. Значи, вкупно овде се потрошени 329.000. Третата активност е трансфери за правни лица, сдруженија на граѓани и други невладини организации. Значи, овде се потрошени 143.000 денари. Сите средства кои што останале од овие ставки се пренаменети за средства за дезинфекција и справување со пандемијата COVID-19. Петата активност е парична помош и стимулативни мерки за деца, ученици и студенти. Овде во цело се реализирани сите активности, почнувајќи од парична помош за секој новороденче, 266.000 денара, парична помош за прво новороденче, ученички стипендии, стипендии за студенти, за првенци на генерација, наградно патување за најдобрите ученици. Оваа награда е заменета, знаете, со парична награда, бидејќи поради пандемијата екскурзијата не се изведе. Парична награда за најдобар ученик Ром, паричен подарок. Оваа година за прв пат ја воведовме активноста паричен подарок за секое прваче во учебната 2020-2021, значи тие средства се исплатени во 2020 година во вкупен износ од 330.000 денари. Значи за секое прваче е одвоено по 3.000 денари. Шестата активност е воведување на социјална услуга лични, односно образовни асистенти. Во овој дел во 2020 година преку програмите на МТСП за општина Делчево беше одобрено финансирање на 3 образовни асистенти од аплицирани 6, додека личните асистенти не беа одобрени. Насоките од МОН укажуваат на потребата од интегрирање на образовните и личните асистенти во образовниот систем преку редовно вработување на истите. И се надеваме дека од наредната година овие, да кажам, работни места ќе бидат интегрирани во редовниот образовен систем. Седмата активност е општинско корисна работа и јавни работи и овде во целост ни се реализирани
сите активности, така да ангажирањето на невработени лица преку општинско за ангажирањето на невработени лица во општинско корисна работа за 2020 потрошени се 1.080.000 денари, тоа се значи делумно средства од UNDP, останатите се од општина Делчево и ангажирање на невработени лица по основ на изведување на јавни работи 3.600.000 денари, тоа се средства од буџетот на општина Делчево за 2020 година. На крај имаме дадени неколку заклучоци и препораки кои што се надеваме дека ќе допрат до институциите, бидејќи не е нешто што не е остварливо. Значи, бараме поредовно и континуирана соработка со Центарот за социјални работи и Центарот за вработување во смисла на континуирана размена на податоци, воспоставување на механизми за информирање и изработка на заеднички стратешки документи. И околу парите сакаме едноставно, ако ни даваат надлежности со измените и со новите закони, да ни дадат буквално речено и средства за реализација на тие нови надлежности што ни се доделуваат. И на крај, наша препорака е формирање на сервисни услуги од страна на општината преку делегирани надлежности на невладините организации, бидејќи во цел свет овие социјални услуги се изведуваат од страна на невладините организации, а не директно од општината како ние досега што го правивме. И веќе концепциите на новите законски решенија се во таа насока, па се надеваме дека и кај нас ќе биде истото. Благодарам. Благодарам на образованието. Отвора расправа по точката поделен број 4, а во врска со извештајот за реализацијата на програмата за социјална заштита на општина Делчево. Да некој разговори во прашање советник Славица повеќе. Може да е малку по-процедурално, да не е за тук, ако имаме некогаш прашање, да ги го поставам, но ќе го поставам сегментно, така че може да знаем да не одговори. Во таа тука програма има социјална заштита за лица со посебни потреби и каде е предвиден некој проект за унапредување на услугите во дневниот центар кој што веќе го имаме. Ме интересира дали општина Делчево, од кога има почнато пандемијата со COVID-19, дали има помогнато на лицата нешто со посебни потреби и ако има, што им има помогнато? Освен што е проектот, например, и зависи од финансиски средства, ако биде одобрено од страна на Министерството и ако биде пуштени пари. Меѓутоа не е само дневниот центар, значи имаме и деца со посебни потреби кои ги чуваат дома и имам од еден родител, мисла, ми е поставен прашање, па сакам да го поставам да знаете на това. Значи, кај помошта што се дава општо за сите, па вклучувајќи ги лицата со посебни потреби, ние имаме потрошено 523.045 денари. Значи, тука секако влегуваат и лицата со посебни потреби и семејствата, како што рековте ви. За овој проект кој што го спомнавте, значи ние требаше да го реализираме во 2020 година, но како што реков, договорот за спроведување на активностите се уште не сме го подпишале, така да ние не можеме ни тие активности да ги... Да, кажат, значи сите тие хуманитарни пакети, помош што ги имаме, секако има и лица со посебни потреби. И најголем дел се вклучени детално сега со по име и презиме, јас не ги имам ставено во извештајот, но може да се добие податок дека има голем дел на семејства и лица со посебни потреби на кои е помогнато. Благодарам. Друг за прашање избор, советник Бињана Повели. Социјална заштита на стари лица имаме потрошено 486.000, на што точно се потрошени? Значи, тие средства се за функционирање на мобилни тимови кои што се формирани преку програмата за општинско корисна работа, која ја спроведуваме преку со UNDP заедно.
Znači, tие се програми кои што се течат веќе неколку години и тие се тимови. За исплата за тимови, така? Да. Друг за збор. Значи, тука, момент, председатели, извинете, значи, 9 тимови се, 9 невработени лица се формирани, тимовите се формирани од 9 невработени лица да вршат посета на домовите на стари изнемощени лица со цел да им набават намирници, лекови и други работи. Дали друг некој разговор нема прашање по точката? Бидејќи никој друг нема разговор, заклучуваме расправата и извештајот за реализација на програмата за социјална заштита на општина Делчево. Ставам на гласање кој е за заклучено за усвојување. Кој е против? Кој е воздржан? Констатирам дека истата е усвоена со 10 гласа за и 4 воздржани. Следна точка од денешниот дневен ред е предлог програмата за еднакви можности на жените и мажите на општина Делчево и работата на Комисијата за еднакви можности за 2021 година. Образложение ќе даде госпоѓа Силена Петровска Павлека. Благодарам. Значи, програмата за еднакви можности на жените и мажите за општина Делчево и работа на КЕМ за 2021 година се темели пред се на стратегијата за родова еднаквост на регионот Делчево, Берово и Пекчево и акцијскиот план на општина Делчево за имплементација на регионалната стратегија 2020-2022 година. Тука се и Законот за еднакви можности, статутот на општина Делчево и други законски решенија. Значи, во оваа програма целите се скоро истите како и минатата година, додека приоритетните области на делување, значи се за човековите права и родова еднаквост, партиципација во креирање и имплементација на локални јавни политики, едукација на населението за родова еднаквост и еднакви можности на мажите и жените, институционален развој и организацијско јакнење на Комисијата за еднакви можности во општина Делчево. Значи, тие се истите приоритетни области на делување кои што се наведени и во стратегијата и во акцијскиот план на делување. Значи, областа човекови прави и родова еднаквост се и во оваа програма се застапени преку 3 подобласти, тоа е родово базирано насилство, економија. Тука се застапени повеќе активности кои што, да не ги читам сега сите поред, вие ги имате разгледано, значи има и едукативни работилници, информативни средби. Втората подобласт е партиципација во креирање и имплементација на локални и јавни политики. Тука исто имаме активности за работа со урбаните и местните заедници, и поголема дека работиме повеќе на инклузијата на жените во креирањето и имплементацијата на локалните јавни политики. Значи, ова се работеше и минатата година. Во приоритетната област едукација на населението за родова еднаквост и еднакви можности на мажите и жените, значи тука имаме две приоритетни подобласти: родова сензибилизација на наставниот кадар од општинските основни и средни училишта заради индиректна едукација на учениците. Значи, оваа активност ја спроведувавме и минатата година со 30 наставници и професори од образовните институции. Се надеваме дека и оваа година ќе опфатиме барем уште 30 учесници од општинските основни и средни училишта. Сега активноста родова сензибилизација на собствениците и оперативните менаџери од приватните мали и средни предпријатија од Делчево, значи беше исто предвидена и минатата година, но оваа активност не се спроведе поради ковидот. Сега сметаме дека оваа година би требало да ја реализираме.
И четвртата област, институционален развој и организацијско јакнење на Комисијата за еднакви можности. Значи, во оваа приоритетна област имаме реализирано минатата година највеќе активности, затоа за 2021 година е предвидено само изработка на годишната програма за работа на ХЕМ за 2021 година, која што еве ви е ставена на усвојување, додека доколку се јават некои други активности за институционален развој и организацијско јакнење на комисијата, секако дека ќе ги спроведеме. Сакам да ви информирам воедно и Комисијата за еднакви можности, која што е присутна тука. Значи, неодамна подпишавме меморандум за соработка со Центарот за истражување и креирање на политики во Република Северна Македонија. Значи, со кој меморандум ќе реализираме еден доста добар проект кој што ќе биде реализиран во 17 општини во Македонија. Тука кои ќе бидат главните активности, ќе ги напоменам. Значи, на овој проект ќе бидат мобилизација на граѓаните, градење на капацитетите на граѓанските организации, промовирање на мрежата за родово одговорно буџетирање како партнер на општините и неколку други активности. Овој проект ќе се реализира се до април 2024 година, значи општина Делчево ќе биде вклучена тука скоро 2 години и се надеваме дека со овој проект во голема мера ќе го подигнеме концептот за родова рамноправност на многу повисоко ниво. Во програмата овој проект не е ставен, бидејќи ние ја работевме во декември, а додека меморандумот за соработка го подпишавме сега пред 10 ден. Така да, овие активности од овој проект секако ќе бидат ставени во извештајот кој што ќе го ставиме за 2020 година. 2021. Ви благодарам. Отвориме расправа по точката поверена број 5, а тоа е врска со предлог програмата за еднакви можности на жените и мажите на општина Делчево и работата на Комисијата за еднакви можности за 2021 година. Некој има прашање или бара збор по точката? Бидејќи никој нема разбор, ја заклучувам расправата и предлог програмата за еднакви можности на жените и мажите на општина Делчево и работата на Комисијата за еднакви можности за 2021 година. Ставам на гласање. Кој е за предлог програма? Кој е против? Констатирам дека истите усвоен со 13 гласа за. Благодарам на образложението на излагачот. 6-та точка од денешниот дневен ред е предлог одлуката за донесување на предлог детален урбанистички план за урбана единица 2, дел од блок 2.1, Кожара, град Делчево, општина Делчево, плански период од 2015 до 2020 година со површина од 3,035 хектари. Образложение по точката ќе даде господин Горан Петровски, советник за енергетска ефикасност. Поверете. Благодарам. Почитуван председателя, почитувани советници. Одлуката согласно законската регулатива треба да се донесе одлука за донесување на предлог детален урбанистички план за урбана единица 2, дел од блок 2.1, Кожара, град Делчево. Деталниот урбанистички план е приватна инвестиција на собственикот на Кожара за потреби за добивање на право за негови инвестиции или било како. Планот отпочна во 2014 година и до сега по Министерство напред-назад, прошлата пред нова година стаса согласност од Министерство за транспорт и врски, дека планот конечно е во ред и дека треба да се продолжи со постапките. Како обврска од Законот за просторно урбанистичко, согласноста се доставува до Советот. Советот одлучува по доставената согласност, понатаму после согласноста председателот го подпишува планот и се изработува, примерно се доставува до потребните институции, катастер, архива, министерство. Тоа е планот е тоа.
Отварам расправа по точката под реден број 6, со тоа врска со предлог одлуката за довесување на предлог детален урбанистички план за урбана единица 2, дел од блок 2.1, Кожара, град Делчево, општина Делчево, плански период 2015-2020 година со површина 3,035 хектари. На некој ма разборен има прашање. Бидејќи никој нема разбор, заклучувам расправа и предлог одлука за донесување на предлог детален урбанистички план за урбана единица 2, дел од блок 2.1, Кожара, град Делчево, општина Делчево, плански период 2015-2020 со површина 3,035 хектари. Го ставам на гласување. Кој е за предлог одлука? Кој е против? Воздржани нема. Констатирам дека одлуката е донесена односно со 113 гласа за. Благодарам на разборето. Седма точка поред од денешниот дневен ред е извештај за реализација на годишната програма за обележување наставни културни манифестации за 2020 година. Образложение по точка да ќе даде госпоѓа Даниела Стакева, советник за протокол и однос со јавноста. Повезете. Почитувани советници, пред вас е извештајот за реализација на годишната програма. Знаете, секоја година носиме оваа програма. Во 2020 година, поради актуелната пандемија и во насока на зачувување на јавното здравје, почитувајќи ги протоколите за заштита и превенција од ширење на коронавирусот и забраната за групирање на станите кои вообичаено привлекуваа поголем број граѓани, а беа предвидени во програмата, не се одржаа. Имате листа на реализирани активности. При организација на овие настани строго беа почитувани препораките од Комисијата за заразни болести и Министерството за здравство за заштита и спречување на ширење на коронавирусот. Реализираните активности се следните: дадена поддршка на обичајот кон маски сурова во Трегор за 2020, одбележан денот на раѓањето на македонскиот револуционер, Идело Гоце Делчев одбележана 176 годишнината од февруарскиот поход, организиран планинарски марш по воровиците на февруарскиот поход на Голак, одбележување на денот на убиството на Гоце Делчев, одбележување на денот на победата над фашизмот и денот на Европа 9 мај, одбележување на годишнината од Разловечкото востание, годишнина од Илинденско востание, денот на ослободувањето на Делчево и денот на независноста, одбележан денот на македонското востание и денот на македонската револуционерна борба 23 октомври. За овој извештај е толку. Отварам расправа по точката 7, а тоа е врска со извештајот за реализација на годишната програма за обележување на настани и културни манифестации за претходната 2020 година. Дали некој има прашање на разбор повери советник Билјанци? Само не гледам дали буџетот не е ставен колку скупно за утрошен Да, минимални се средствата, само за цветиња, како што е во програмата, значи по 4 букети вообичаено се по 400 денари прави. Мислам дека не е толку битно за нас. Друг за прашање и збор по точка. Бидејќи никој друг нема разбор, ја заклучувам расправата и извештајот за реализација на годишната програма за одбележување настани културни манифестации за 2020 година. Ја ставам на гласување. Кој е за заклучокот за усвојување на извештајот? Кој е против? Воздржани нема. Констатирам дека извештајот е усвоен со 13 гласов за. Следна точка на 8 поред од денешниот дневен ред е предлог програмата за одбележување настани културни манифестации за 2021 година. На збор на разлагачот госпоѓа Даниела Стакева. Да. Како одговорна општина сметаме дека потребно е повторно плански да работиме и да ја донесеме годишната програма за одбележување настани културни манифестации во надеж дека ќе се смири состојбата и ќе можеме да се вратиме на нивото од 2019, кога навистина имавме многу доста културни настани. Знаете дека врз основа на членот Законот за локална самоуправа, во која се пропишани надлежностите на локална самоуправа на полето на културата во смисла институционална, финансиска поддршка на културно установи и проекти, негување на фолклорот, обичаите, старите занаети, организирање културни манифестации. Општината има обврска и ја донесува оваа годишна програма. За 2021 програмата е пред вас, јас не би сакла да ви го одземам времето, нема никакви промени во однос на минатата година.
Останува и понатаму ова, да потенцирам дека ова е флексибилна програма, значи зависи од условите. Средствата се планирани дел во буџетот, дел од Министерство за култура, со работа со јавните локални институции од области на културата, па да се надеваме дека ќе имаме подобра реализација од околу 2020. Благодарам по образложението. Отворам расправа по точка до поделен број 8, а тоа е врска со предлог програмата за одбележување наставни и културни манифестации за тековната 2021 година. Дали некој разбор или има прашање? Бидејќи никој нема разбор, заклучувам расправата и предлог програмата за одбележување наставни и културни манифестации за 2021 година. Ставам на гласување. Кој е за предлог програма? Кој е против? Воздржани няма. Констатирам дека програмата е усвоена со 13 гласа за. Девета точка од денешниот дневен ред е извештај за реализација на програмата за промоција и комуникација со јавноста за 2020 година. На зборна разборете дали има така. Да, програмата за промоција и комуникација со јавноста е континуирана заложба и процес на Општина Делчево и на Советот на Општина Делчево за плански пристап кон активностите кои се преземат во делот на комуникацијата со јавноста и за промоција на Општина Делчево и сите надлежности на единицата на локална самоуправа, со што се создава имидж на општината која посветува значајно внимание на односите со јавноста. Заложбите и трудот вложени во оваа област претходните години станаа видливи и ги донесоа првите позитивни резултати, етаблирајќи Општина Делчево на првите позиции по транспарентност, односно оценувајќи ја со оценка многу добар, во конкуренција со сите општини и институции во државата, што го сметам за заеднички успех и на нас, на администрацијата, на општината и на вас, советниците, бидејќи перманентно давате поддршка на оваа програма, како и на стратегијата која што минатата година ја усвоивме за комуникација со јавноста. Во извештајот ви се точно наведени податоци. Ако нешто повеќе ве интересира, би сакала истакнам дека во текот на 2020 година ставена е во функција новата веб страница во месец февруари, која има над 50.000 прегледи во периодот март до декември. Во 2020 година објавени се 307 во овој период, значи 307 текстови и вести на општинската веб страница на социјалните мрежи, одржани се пресконференции и на градоначалникот обраќања, говори, настани, форуми, гостувања во дебатни емисии на градоначалникот, дадени изјави за национални, регионални, локални медиуми. Во 2020 година продолжува соработката со локални, регионални и национални медиуми, дадени се изјави на лицето за односи со јавноста, на одговорни лица од одделенија и сектори на единицата на локална самоуправа, на национални телевизии, регионални и локални. Редовно вршиме пресклипинг, кој помага за анализа на вестите објавени во македонските медиуми во овој период. Објавени се во 2020 година 9 електронски изданија на општинскиот месечен информатор Инфо Делчево. Почнавме со собирање мислење и впечатоци на целните јавности и анализа на податоците. Објавени се 4 анкети на кои што имаме 116 одговори. Објавен и анкетен прашалник кој е во насока на креирање на буџетот за 2021 година, кој е потполнет од 60 граѓани. Во однос на активностите за промоција на Општина Делчево промовираме некои нови вредности. Во рамките на кампањата Заедно до поубаво Делчево имавме акција за избор на најубав уреден двор. Спроведени се промотивни активности поврзани со дејностите во општината, како редовни информации, препораки поврзани со превенцијата од COVID-19, активностите кои што ги презема општината на тој дел, информации од одржани состаноци на општинскиот кризен штаб, акција за пошумување, за почист воздух кој се организира со осадење на украсни садници по должината на булевар Македонија,
активности од областта на сообраќајот, мислам од Републичкиот совет за сообраќај. Организиравме кампањата Денови на хуманоста по повод 3 декември, меѓутоа во малку видоизменет тип. Ги ангажиравме училиштата кои се вклучија преку интернет да покажуваат творби и да го свртиме вниманието кон овие лица. Активности поврзани со буџетската транспарентност, знаете, во текот на декември беше објавен и нацрт буџетот на интернет страницата. Форум беше одржан, беа побарани предлози од местните урбаните заедници, од граѓаните за приоритети за решавање. Мислам да имате сите тие податоци во извештајот, ако нешто треба да помислиме јасно. Отварам расправа по точка за поверена број 9 во врска со извештајот за реализација на програмата за промоција и комуникација со јавноста за 2020 година на општина Дочи. Некој да разбори има прашање. Во врска со извештајот за реализација на програмата. Бидејќи никој не разбори, заклучувам расправата извештајот за реализација на програмата за промоција и комуникација со јавноста за 2020 година на општина Дочи. Оставам на гласен кој е за заклучува за усвојување на извештајот. Кој е против? Воздржани нема. Констатирам дека извештајот за реализација на програмата е усвоен со 13 гласа за. Следна точка од денешниот дневен ред е 10-та поред е предлог програмата за промоција и комуникација со јавноста за тековната 2021 година на општина Дочи. Разбор на господјата Даниела Такева. Пред вас е програмата за комуникација со јавноста и промоција на општина Делчево за 2021 година. Целта на оваа програма е не само да го задржиме ова ниво на транспарентност, туку да одиме и на степен повисоко. Повторно во принципите за комуницирање со јавноста, комуникацијата со јавноста ќе се заснива на активната транспарентност, брз пристап на информација од општина Делчево, пристап до информации за надлежност на услугите на општината, буџетски и финансиска транспарентност, лесен и едноставен пристап до информации за специфичните надлежности на општините. Комуникацијата со јавноста што ќе спроведува општина Делчево е составен дел од сите активности на општината. Процесот на комуникација е јасен и разбирлив, комуникацијата е навремена и двонасочна. Одржување редовна и навремена комуникација со јавноста за подобрување на информираноста за работењето на општината и за сите други прашања од интерес на локалната заедница е општата цел на оваа програма. Повторно се ќе понудиме редовно и навремено информирање на граѓаните. Мислам ги имате сите овие ставки. Останува заложбата. Се надам дека оваа година ќе успееме да ја реализираме за пренесување во живо на седниците на Совет, зашто сме предвиделе набавка на соодветна опрема. Се надевам дека оваа година, мислам дека се исполнете сите услови за да го ја остварим и оваа цел. Мислам дека тоа беше и ваша заложба да се проведе суда. Ако имате прашања, поведете, да не ви ја читам програмата, мислам ја имате пред вас. Отварам расправа по точка за подреден број 10 во врска со предлог програмата за промоција и комуникација со јавноста за тековната 2021 година на општина Делчево. Дали не има прашање? Бидејќи никој нема разбори, заклучува расправата и предлог програмата за промоција и комуникација со јавноста за 2021 година на општина Делчево. Ставам на гласање кој е за предлог програмата. Кој е против? Воздржани нема. Констатирам дека предлог програмата е усвоена со 12 гласа за. Благодарам на образованието на господите Даниела. Следна точка од денешниот дневен ред, а 11 поред е предлог одлука за утврдување на зони за процена на пазарна вредност на недвижни имоти, утврдување на пазарна вредност на градежно и земјоделско земјиште според просечни цени на извршени купопродажби во претходната година на подрачјето на општина Делчево. Образложение по точката ќе даде господинот Звонко Атанасов Ковен. Почитувам председател, почитувани советници, за основа на член 5 од Законот за даноци на имот и методологија за процена на пазарна вредност, општината секоја година донесува одлука за утврдување на зони за процена на пазарна вредност на недвижен имот, на пазарна вредност на градежно земјоделско земјиште според просечни цени на извршени купопродажби во претходната година на подрачјето на општина Делчево, како што е и ставено во методологијата.
бидејќи со оглед на тоа дека немаме промена во утврдувањето на цените на градежното земјиште и нема промена за недвижимото, односно за објектите во образците за процена, се предлага оваа одлука без промени од ланската одлука, бидејќи и просечно утврдената вредност е таа што е утврдувана, да би ги ставили на еден купчи, се добија и како просечна вредност на земјоделско и градежно земјиште. Вие имате одлуката и двари сте имали таа истата, нема промена и така. Друго образложение, кога би направили некоја промена, онда би ни паднали, треба, имаше една исто жалба, која би значило дека ако се направи промена, треба да се направи промена на цело градежно земјиште во цел град. Така да сега останува таа и друго ќе ви известам дека има веќе предлог нова методологија за утврдување на пазарна вредност, односно процена на пазарна вредност на недвижим имот, така да може да претрпи промена. Ако претрпи промена, таа е сосем нов начин на утврдување, за кој начин, пошто имахме едно такво советување, може би ние малку едно одделение, а не тоа што го вршиме сега еден час. Али ќе видиме како ќе ја донесат, ќе видите. Тогаш ќе може да се донесе нова одлука. Значи таа истата како од лан. Истата како од лан, не претрпува промена. Благодарам на образложението. Отварам расправа по точката во ред број 11, а врска со предлог одлуката за утврдување на зони за процена на пазарна вредност на недвижим имот. Дали некој ба разбор, нема прашање до возлагач. Бидејќи никој нема разбор, заклучува расправата и предлог одлуката за утврдување на зони за процена на пазарна вредност на недвижим имот и утврдување на пазарна вредност на градежно земјоделско земјиште според прошли цени на извршени по продажни во претходната година подрачно на општина Делча, да ставаме гласани кој е за предлог одлука. Кој е против? Воздржани нема, констатирам дека одлуката е усвоена, односно донесена со 12 гласови за. Следна точка по ред 12 од денешниот дневен ред е предлог програма за уредување на градежно земјиште на подрачно на општина Делча за 2021 година. На збор на господинот образлагач Волка Атанасов Совет. Шtovani председател, poštovani советници, во основа на член 94, 95, 96, 97, 98 од Законот за градежно земјиште, а во врска со член 36 од Законот за локална самоуправа и член 22 став 1 точка